На храбриот човек му е мило и да живее и да умре во слава. Глава 26. Александар ја доведе војската до реката Хифасиса и стаса во најнаселената област на западниот дел на Индија. Со тешка мака ги совладуваше индуските племиња одвоени со реките Хидроата и Акесина. Гауганите, малите, катејците и другите народи на Индија даваа отпор на каков не наишле македонските војници. Непрекинатите борби, преминувањето преку реки и мочуришта, заземањето градови и села, заседите подмолните убиства, неподносливите жеги и болести ги натераа македонските војници да мрморат и се повеќе да им откажуваат послушност на офицерите, па дури и на кралот. Уште во минатата борба со Пор, македонците почнаа да губат волја за понатомашно војување. Помина времето на нашата слава, се изговараа македонските војници. Ова не е персиската војска, сите ќе ги оставиме колските во Индија. Кога дознаа дека Александар има намера да го премине и Ганг, ги фати ужаст. Од заробените индуси слушнаа дека таа река е широка 32 стадии и дека на незиниот спротивен брег се наоѓаат цели поплави од војници. Се расправаше дека тамошните кралеви ја кренале целата своја војска, 80.000 коњаници, 200.000 пешаци, 8.000 борни коли и 6.000 слонови приготвени за големи борби. Овие приказни им влеаја страв во коските на македонските војници и сите до еден му откажаа послушност на кралот. На Александар меѓутоа му се чинеше дека сите негови успеси не значат ништо ако не ја премине реката Ганг. Поради тоа, по стара навика, тој им одржа говор на војниците, сметајќи дека ќе ги поттикне да го продолжат патот. Македонци и сојузници, познато ми е дека сте се решиле да се вратите. Поради тоа ве повикав или да ве наговарам да го продолжиме патот кон Ганг, или вие мене да ме убедите да се вратиме назад. Вашите маки и напори дадоа резултати. Победивте силни народи и освоивте толку земји што никој пред вас не освоил. Признавам дека во овој поход вложивте големи напори, но според моето мислење, добриот човек напорите го водат по патот на славата и тогаш самите напори се цел. Не ни преостанува уште многу пат до Ганг и до морето во кое се влева таа река. Тоа големо море ја обиколува целата земја и сигурно е дека е во врска со Хирканското море, па и со Персискиот залив. Од Персискиот залив ќе ја препловиме Либија до Хераклеовите столбови. Ако се вратиме, пак ни престојат борби со покорените народи, кои сигурно ќе се фатат за оружје и како востаници од сите страни ќе нагрнат на нас. Така нашите досегашни маки ќе бидат попусто. Македонци и сојузници, на храбриот човек му е мило да живее и да умира во слава. Каква би била нашата слава да останевме во Македонија, да се бориме со тракиците, елирите и трибалите? Ве воде во опасности, но ниеден од вас не може да рече дека и јас истите тие опасности сум ги избегнувал. Напорите се ваши, наградата е ваша. Мене ништо друго нема да ми остане, освен бедното име крал. Александар го заврши говорот, војниците долго молчеа. Многу меѓу нив плачеа и покажуваа знаци на кајање поради малодушноста што ги совлада. Наспроти тоа, ниеден не се јави за збор. Најпосле Кен, стариот офицер и љубимец на Александар, реши да проговори. Тој го симна шлемот од главата, се поклони пред кралот и рече: "Сметам дека по својата старост и по заслужено право можам да му кажам тоа што ми лежи на срце. Ке зборувам не за да можам да им угодам на македонците или тебе, туку затоа што чувствувам дека ќе биде корисно за сите нас." Размисли кралу колку македонци и елини победе во оваа војна, а колку ни останаа живи низ разни градови во Азија, како посуда да одржуваат трети мир. Многу меѓу нив, поради раните и страпеноста, не можеа да одат натаму. Зар сметаш дека и тие не сакаат да се вратат во татковината и да ги прегрнат своите мили и драги, кои ги оставиле таму и кои со години не ги виделе? Многумина од нив веќе изумреле, а другите со изгубена волја се разочаруваат што не им се дава можност да се вратат дома. Тие се збогателе, но зошто им е тоа кога не можат да доживеат радост славни и богати да се вратат во татковината? Погледај ги добро своите војници. За нивните лица гледаш желба за родителите, жените и децата. Заради таа желба
треба да им простиш за непокорноста. Туку врате се ти во Македонија, прегрни ја својата мајка која толку години не те видела, па кога ќе се одмориш добро и поправиш од напорот, собери нови војници, помлади и подобри од нас, па повторно тргни на Индија или Либија, Црно море или Картагина. Со општо одобрување Кен го заврши говорот. Кога Александар видео ти нема смисла повторно да се обидува да ги убедува, го распушти соборот и тресејќи се од гнев се затвори во својот шатор. 3 дена Александар попусто очекуваше македонците да се премислат. Четвртиот ден, изутрината се покажа пред војниците и со грамогласни извици принесе жртва и изјави дека се согласува за враќање. Наредните денови македонците срекни ја преминаа реката Хидроата и се најдоа на брегот Хидаспа. Македонците војници 2 месеца со помош на индусите градеа бродови, приготувајќи се за големиот пат низ реката Хидасп. Александар дозна од домородците дека оваа река се влева во Акесин, а Акесин во Инд, и дека Инд се влева во Великото море. Феничаните, кипраните, караните и египјаните, кои одеа со војската, како вешти бродари се прифатија за работа и морнарицата, натоварена со македонски војници, беше готова да тргне низ реката Хидасп. За заповедник на целокупната морнарица Александар го постави Неарх, а за кормилар на кралскиот брод Онесикрат. Кратер и Хефестион ја проведоа половината војска по суво по десниот и левиот брег на реката. Поинаку и не можеше, зашто имаше само коњаници и околу 8200 слонови. Тогаш, одеднаш, најсигурниот офицер на кралот Кен се разболе и умре. Александар му приреди величествен закоп, а самиот 3 дена едно по друго секој утро држеше пофални говори на неговиот гроб. На знак на трубата едно утро тргнаа 800 бродови натоварени со војници, стока, храна и други потреби. По 3 дена пловидба, морнарицата стаса на устието на реката Хадисп и реката Акесин. Борејќи се со вратежите, морнарицата на брза река се втурна во клисурата и многу бродови, судирајќи се оштетија еден со друг. А некои и потонаа, носејќи ги со себе и војниците и багажот. Војската под команда на Кратер и Хефестион, одејќи по сувоземен пат, речиси непрекинато потем водеше борби со домородците мали. Варварите се собираа во толков број на бреговите, што на македонските војници им се стори дека никогаш нема да се ослободат од нивното присуство. Најпосле Александар, желен за борба и гневен на варварите, ја изнесе војската од лагите и почна со малите вистинска војна. При заземањето на еден град, Александар сосема случајно избегна смрт. Храбар од лудило, кралот, качувајќи се по скали со се на се двајца војници, скокна од зидот во градот меѓу варварите. Тие заплашени најнапред се разбегаа, но кога видоа дека зидот го поминаа само тројца, нагрнаа со сета жестина. Двајцата македонци, штитејќи го кралот, се здобија со тешки рани. Макар што ранет на 4 места, Александар остана на нозе се додека еден варвар не го тресна со стап по вратот. Во тој момент, Кратер со македонците пробир низ градската порта, а веќе и тракијците се префрлаа преку зидот. Додека едните војници продираа во градот, другите на раце го однесоа полумртвиот крал. Од неговото тело извадија 3 стрели, но најопасната беше на градите, зашто копјето беше го пробило оклопот. Истоштен од раните изгубената крв, Александар 2 дена лежеше без свест, лебдејќи меѓу животот и смртта. Кралицата Роксана не се одвојуваше од неговата постела. Со еден лекар од Бактрија, кој беше се прочул како одличен лекар, таа го лекуваше кралот со билни масти и сокови, исцедени од некакви корења што се наоѓаат покрај ридските реки и рекички во Индија. 8-миот ден кралот беше надвор од животната опасност. Тогаш бродовите влегоа во Инд. 7 месеци македонската војска одеше по течението на реката, додека не стаса до градот Патала. За тоа време низ Азија се разнесе глас дека Александар загинал и сатрапите македонци, персијанци, бактрани, египјани и фрагици почнаа да покажуваат самоволија. На неколку места пламнаа востанија и почнаа крвави пресметки. Меѓутоа, македонските војници, борејќи се патем со воинствените варави, ги погорија аксатарите, абастаните, соктите, престите, оксиканите и самбите. Обновувајќи го градот Патала, Александар тука остави јака посада, потоа, удирајќи по тесниот крак на Инд, стаса до морето. На тоа место македонците ја изградија Александрија.
Неарх, заповедникот на целокупната морнарица, нареди бродовите добро да се укотват и реши да чека додека поминат пасатните ветрови, па дори тогаш да се спуштат во морето. Александар веднаш тргна по сувоземен пат и поведе со себе околу 40.000 луѓе. Откако ја премина реката Блабус, кралот отиде со војската во земјата на Орикјаните и ги растера до последен во пустињата Гедросија. Македонската војска одеше низ земја неплодна и сиромашна со храна за луѓе и стока. Песочните предели, сиромашни со вода за пиење, страшната жега и облаците прав што ги креваа ветровите, го отежнуваа патот на колоната. Влечејќи се преку пустината, војниците изнемоштени од глад и жед го фрлаа оружјето и ги симнуваа од себе облеките, ги кенеа на крпи и ги завиткуваа стапалата, зашто жешката песок им ги отежнуваше одењето. На височините, стоката одве влечејќи ги нозите, стенкајќи и брефтајќи, паѓаше во ситната песок и не можеше понатаму, остануваше да скапува. На височинките песокта се мрдаше под нозете на војниците. Многумина паѓа, се тракала и пак се креваа на нозе со прав и ситна песок во устата, носот и ушите. Александар со својот пример ги бодреше опаднатите духови на војниците. Беше начело на колоната, деја вајки на слон или конј, део дејки пешки и газејки до колена во ситната песок. Само до градот Пура во Гедросија неколку стотини војници и коњи останаа мртви по патот. Откако се закрепија за 10 дена во тој град, македонците го продолжија патот низ пустињата. Бидејќи се снабдеа со вода и храна, кој колку што можеше да понесе, војниците одеа безбедно. За тоа време феничанските доброволци, на кои секогаш им беше поважна трговијата од војната, патен собираа миризлива смола од миртините дрвја, кои што во оваа пустиња се исклучително поголеми и подебели од чипот. Исто така, по дупките и безводните корида на исушените рекечки и потоци, феничаните вадеа миризливи корења од нарт и без оглед на другите тешкоти и по патот, сето тоа го товареа на маските и го влечеа низ пустињата. Храна и вода снема и војниците пак западнаа во крајна беда. Александар се надеваше дека земјата на гедрошаните, одејќи кон морето, е помалку пуста и ја сврте колоната на југозападен правец. Но се излага во сметката. Песочната пустиња се простираше се до морскиот брег. Сретнувајќи сиромашни рибари и нивните бедни колипки, направени од школки и коски од риби, македонските војници дознаа дека тука вода може да се најде ако се копаат длабоки бунари во песокта. Водата беше матна и невкусна, но војниците сепак ги наполнија мевовите и го продолжија патот. Александар имаше намера да собере што повеќе храна и да ја стави под јака стража на морскиот брег, за да може војската што плови со бродови да ја најде на тоа место. Со многу мака беше собрана малку храна и оставена на морскиот брег. Но уште истата ноќ изгладнетите војници се разграбеа и разнесоа. Кралот, знаејќи во каква состојба се наоѓа војската, не презеде никакви мерки за казнување на виновниците. Патот беше продолжен, но речиси сите коли со багажот останаа заглавени во песокта. Освен тоа, стока имаше се помалку, зашто војниците ја колеа и јадеа, под изговор дека пцовисала и папсала. Не штедеа ни коњи, па при крајот на патот низ пустината речиси целата колона одеше пешки. 2 месеца траеше патот низ пустината. Многу војници истоштени останаа патем, зашто немаше можности кој било да ги прифати, бидејќи сите беа истоштени. Замерот особено се зголемуваше поради брзањето. Се брзаше за што побрзо да се стаса до вода и храна. Но најголема несреќа се случи една ноќ кога војниците полегнаа по некоја сува дупка. Страшен доз донесен од мусунските ветрови се излеа во пора. Водата течеше во дупката, ги фати заспоаните и уморни војници, нивните жени и деца што ги влечеа со себе и многумина издави. Неколку илјади лешеви бргу ги однесе водата. И 40.000 војници Александар изнесе одвај четвртина, па и тие гладни, жедни, ослабени и клапнати се влечеа парталави. Со вкрвавени очи, вџашени образи и смачкани гради и стомак, македонските војници стасаа најпосле во попитоми и попогати краишта во областа Камарканија. Од Патала до градот Хармосија, човечки и конјски скелети го покажуваа патот по кој поминал Александар Македонски. Сатрапите се погрижија истоштената македонска војна да добие се што е потребно за подкрепување. Одморените и закрепени војници тргнаа кон персискиот град
пасаркат. Александар со Роксана, своите офицери, љубимците и нивните жени, се возеше на голем четириаголен подиум составен на грамадна гола со високи тркала. Во колата беше впрегната запрега од 8 коњи. Свитата на македонскиот крал се излежуваше на постелите од гримис. Големите гранки од свежи листија катадевно ги менуваа и ги зацврстуваа на подиумот да прават сенка. Тука дење и ноќе се веселеа. Пеење со придружба на флејти и аулоси се ораше непрекинато. Целата кралска свита беше блудна и пијана. Во свечената колона, војниците сега веќе сите раскошно облечени, се возеа на коли или јаваа на коњи, сите пијани со венци на главите. Војниците беа го изфрлиле оружјето, шлемовите и оклопите и по целиот пат отвараа мевови, точеа вино со големи кондри, наздравувајќи еден на друг. Пееја, се надвикуваа, паѓаа пијани од коњите и колите и остануваа пат. Бакханското викање и плескање на жените што се измешаа со војниците се ореше непрестајно. Според раскажувањата што кружеа во тоа време во Елада и Азија, така се враќал од Индија Дионис, па Александар сакал да го поддржува тој бог. Македонците веќе не личеа по ништо на војници. Победниците во сите битки сега беа распашан џган од пијаници кои развратно се влечеа по патишката на Персија. Стаса морнарицата под командата на Нерх. Александар, израдован што овие војници се вратија речиси сите здрави, реши да направи нови бродови и да преземе поход по морето во земите што не ги освоил. Поради тоа реши во Тапсак да се градат бродови за пат по реката Еуфрат. Кралот имаше намера да плови околу Арабија и Африка и низ Херакловите столбови да стаса до Средоземното море. Заради тоа почна да собира морнари, особено меѓу финичаните и ликиците, добри градители на бродови и опитни морепловци. Востанија избувнаа на сите страни. Веста за загинувањето на кралот во борбата на малите ги крена дури управителите на сатрапите, кои Александар како сигурни лично ги постави. И кралот виде дека му предстои најнапред голема работа околу задушувањето на востанијата. Во настап на лутина, Александар со својата рака ги уби сатрапите Оксијард и Јаболет, кои први вовеле тиранија и се обиделе да отпаднат од неговата власт. На големо незадоволство од македонците, кралот одбра и пригоди 30.000 азијати и ги вклучи во својата гарда. Во тоа време паѓа и смртта на Калан. Овој гимнософист му приде на Александар уште во Индија и го придржуваше по целиот пат при враќањето. И кога поминаа сите напори, целата војска живееше во благосостојба, индискиот филозоф си направи сам клада, легна на неа и нареди на војниците да ја запалат. Александар, неговите офицери и војници со чудење гледаа како филозофот, не мрднувајќи со ниеден дел од телото, изгоре на кладата. Тогаш Александар го посети Кировиот гроб. Убивајќи го полумаха, македонец што го оштетил и оплечкал гробот, кралот со воскит го прочита надписот. Човече, кој да си, знам дека ќе дојдеш кај мене. Јас сум Кир, кој на персијанците им даде власт и моќ. Почитувај оваа грудка земја што го покрива моето тело. Александар го очисти и го дотера гробот на персискиот крал, кој 200 години порано го освојувал светот.